По повод 4 мај, денеска го одбележуваме нашиот патронен празник, кој оваа учебна година би најавила како наредна учебна година, 45-46 започнува со работа, што значи дека учебната 25-26 ќе ни биде 80 годишнина од постоење на оваа институција. Голема благодарност до сите делегации што денеска ќе бидат дел од заедничко прославување на нашиот патронен празник. Колку ученици имаат денеска во училиштето? Каков број имате? Ова учебна година ние стартувавме со 770 ученика. Денешниот ден ќе биде и ден кога ќе се презентираме пред 9 оделенци, како отворен ден каде што ќе можат да се запознаат со сите новитети што ги имаме за наредната учебна година. И ќе продолжиме со билингвалната паралелка, учениците да можат да ја следат наставата на француски јазик, српската паралелка, кој што од година за година се повеќе и повеќе се зголемува бројот на заинтересираност, така да ги повикуваме и ги охрабруваме учениците кои што сакат да го следат на српски јазик по сите предмети, нели, наставата да ја следат. Пожелно е да се запишат во гимназијата, бидејќи ние сме единствена гимназија во целата наша држава што имаме таква можност да им дадеме на учениците, а со тоа го олеснуваат и запишувањето на сите факултети во Република Србија, бидејќи издаваме двојазични свидетелства. Како една од новини што ќе стартува од оваа учебна година, тоа е англиската паралелка. Наставата ќе се следи на англиски јазик. Според законот е минимум 30% да се изведува настава, но ние сме подготвени со кадар да можеме наставата и во заинтересираност на учениците и 100% да ја изведеме наставата на англиски јазик. Освојуваме постојано награди не само на државно ниво и на меѓународно ниво и можам сега и да ги поздравам мојата екипа на ученици од ученички парламент кои што се пласираа во финале на државен надпревар. Моментално сега се наоѓаат и се презентираат пред собрание, а потоа заминуваат во Кавадарци на финалниот надпревар и очекуваме резултати за да бидеме и најдобри во организацијата на работата на ученичкиот парламент. Нивната организација целосно, да, и активности што ги спроведуваат со хуманитарни акции, што собираат, значи со тоа ќе се презентираат. За жал, во сите училишта се намалува бројот на учениците, некоја што се должи на миграција во западните држави, намалува и годинава вие ќе запишате и на паралелка. Да, во веќе 4 години назад како се намалува секоја година бројот на учениците поради миграција, тоа е познат процес, но Министерството, значи, бе тоа кое што ни дозволува колку број на паралелки ќе ни одобрит на конкурс, така да оваа година ни одобрија 9 паралелки. Одбележувате различни денови, април, нови денови, денеска е ден на македонскиот јазик, дали македонскиот колектив од училиштето подготвува некоја специјална програма за одбележување на денот? Токму така, активот по македонски јазик ќе зема активно учество и во заедничкото одбележување кој што се организира сега денеска во Занаетчиски дом.